Театрот е за мене како една голема фабрика за производство на соништа и мечти, и од друга страна ова што кажав, мената се луѓето кои што некако како поминува времето се повеќе станувам и самиот свесен дека ја имаме среќата да живееме со една многу важна актерска генерација, не само за Македонскиот народен театар и воопшто за театарот во Македонија. Насловот е всушност првата изговорена реплика во Македонскиот народен театар пред 80 години на актерката Вера Вучкова, и се одлучив тоа да биде и насловот на представата за јубилеот, бидејќи мислам дека ја носи цела символика на Македонскиот народен театар, еден вечен стремеж да се биде што поблиску до сонцето, метафорично до уметничкото сонце. И од друга страна да сакавме да дадеме почит на сите оние луѓе кои што на работниот век го поминале во Македонскиот народен театар. Почнувајќи од Сердарот, од епот за Булен Дојчин, преку Буре Барут, Диво месо на Горан Стефановски и така натаму, преку големите наши поети, всушност, се обидував преку различни режисерски техники и методи да го наоѓаме клучот на тие сцени, и мислам дека добивме на многу интересна представа. Секогаш, кога работам музика за театар, во голема мерка се консултирам со режисерот и со неговиот режиски концепт, неговата замисла. Обично луѓето сметаат дека текстот е една од значајните работи, но за мене е режисерскиот поглед на тој текст и неговото специфично читање. И она што е можеби не уште поважно, но подеднакво важно е актерската енергија и актерската креативност што се покажува, што се демонстрира на самите проби, додека се подготвува театарскиот проект, значи самиот процес на изработка на театарската представа. Театарскиот процес на создавањето на театарската представа е исклучително возбудлив чин. Затоа и толку време сум во театарот, затоа што јас го сакам театарот. И всушност театарот мене ми ја возврати љубовта која што јас ја дадов со тоа што ме одржа долги години како музичар. Се прашувам дали јас денес воопшто ќе се занимавав со музика професионално ако не беше театарот. Одговорот е најверојатно дека не. Едно мало камченце од тој мозаик е мојата задача. Значи, тоа е ликот на Стела Бенвениста од Вечната куќа, еден монолог нејзин, кога влегува за прв пат после многу години во вечната македонска куќа наша, и кога со целата тежина на сето тоа што го носи со себе ги повикува предците да станат и да и се придружат. И за мене прво многу емотивно, бидејќи таа представа беше одиграна премиерно на отварањето на новиот објект БНТ.